многу варира од самиот преведувач. Најчесто под 2 месеци нема да биде ако преведува роман од 300 страници. Многу ретко некој да го преведе тој роман за помалку од 2 месеци. Има преведувачи што за еден роман од 300 страници ќе потрошат и половина, ако не и цела година. Па понатаму доаѓа откако ќе заврши преведувачот, на сцена стапува лекторот и потоа како последна фаза во подготовката за печат го имаме техничкото уредување кое се работи, тоа специјалисти го прават во програмата InDesign, најчесто во таа програма се работи тоа. Значи тука го гледаме и седмата фаза нормално печатењето на книгата. Според ова можеме да ги издвоиме и учесниците во процесот, значи во преводот и издавањето на странскиот роман. Значи го имаме прво странскиот писател кој го напишал тој роман, потоа ја имаме агенцијата која го застапува и потоа ја имаме установата која доделува грантови за финансирање на странскиот превод. Во Македонија исто така постои таква програма во рамките на Министерството за култура. Таа програма беше започната некаде во 2012-13 година. И Македонското Министерство за култура доделуваше грантови на странски издавачи за да ја преведуваат македонската литература и да издаваат македонски книги во странство. Меѓутоа, таа програма профункционира тогаш и тоа беше доста нетранспарентно, а потоа со промената на власта програмата исчезна еден краток период, па потоа имаше критики зошто исчезнала, па потоа ја вратија на вебсајтот на Министерството за култура. Ама таа програма функционира на сосема погрешен начин, да речеме, ако споредиме со начинот на кој функционираат странските програми. Функционира доста нетранспарентно, значи постои само еден линк на страната на Министерството за култура кој води, да речеме, во празно, значи има начин, напишан е начинот на кој може да се поднесе апликација, нема никакви рокови, не се знае кога ќе се одлучи, дали ќе се одлучи. Но тоа на некој начин е и за нас е својствено во повеќе сфери, не само во таа. Натаму учесник е издавачот, нормално, кој е, да речеме, го организира целиот тој процес, и потоа е преведувачот кој според мене е и веројатно и најважната алка во целиот овој синџир, значи во најважниот учесник во преводот и издавањето на странскиот роман, тоа е преведувачот. Натаму доаѓа лекторот и потоа на седмо место сме го ставиле техничкиот уредувач, тој што го прави тоа што народски се вика прелом, всушност е тоа подготовка за печатење. Дизајнерот кој ја прави корицата и евентуално ако има некои илустрации, потоа печатницата и потоа, значи, овде всушност сакаме да ги представиме учесниците во производството на книгата. И веќе од десетката, значи 10 ни е книжарница, 11 маркетинг, 12 читатели, веќе производството на книгата завршува со 9-тиот учесник, а тоа е печатницата. Натаму веќе проследен е животот на книгата, натаму со 10-ката, 11-ката и 12-ката, меѓутоа тука производството е претходно завршено. Во врска со финансиската поддршка од странство, значи ова е последниот слайд, тоа е првата тема за која би сакал да позборуваме, на која не поттикнува слайдот. Значи, во Македонија постојат книги што се издаваат и без финансиска поддршка од странство, но во тој случај издавачот најчесто оди на поголеми тиражи и оди на тоа да заработи од
само од продажбата на книгата, а тоа е доста потешко затоа што во тој случај издавачот вложува и потоа очекува тоа да му се врати. Сега кога издавачот вложува, тој гледа да плати колку што е можно помалку за книжевен превод. Затоа што нели влегува во минус. Второ, тој задолжително ќе преведува бестселери, оние што пишува New York Times бестселер број 1. Мора да избира такви книги, затоа што ако земе некој роман со уметничка вредност, не може да биде сигурен дека ќе му се вратат парите што ги вложил. И тука, значи, во поглед на книжевниот превод, нам ни е најважно тоа што тој ќе гледа да му плати на преведувачот колку што е можно помалку. Сега на пазарот таа цена може да се спушта дури до неверојатни 50 денари. Јас имам слушнато и за таква цена, 50 денари од страница. Но ние би требало да целиме кон оние преводи кои се финансиски поддржани од странство и би требало да целиме ние како преведувачи, би требало да одиме на тоа да не прифаќаме цена што е под 5 евра, под 300 денари од страница. Не би требало да се прифаќа таква пониска цена за превод. Во врска со програмите за финансирање, од кои зависи нели се, ќе влеземе кратко само да видиме како изгледа тоа. Значи, ја гледаме страницата на Министерството за култура. Прво ќе одиме, сега јас имам искуство со преводи од чешки, па ќе одиме, аналогијата е таа, значи во Чешка Министерството за култура ги поддржува преводите и во Македонија исто така Министерството за култура. Институцијата што го поддржува преводот може да се најде многу лесно. Значи, доволно е да се влезе во една книжарница и да се разгледаат книгите што се преведени од чешки, од полски, од руски, од германски и секаде на првите страници издавачот мора да наведе кој му го финансирал изданието. Значи, тоа како информација мора да стои. Одиме сега, значи ова е на чешки, одиме на англиски, затоа што тие информации нели се за странци, за странски издавачи и логично е тоа да биде да информацијата да можеме да ја најдеме во делот за англиски. И веднаш тука наоѓаме, значи ги наоѓаме веднаш дедлайните 15 ноември 2021, значи до таа дата мора да се поднесат апликациите. Ако влеземе, значи би требало овде да влеземе за да ја видиме програмата како изгледа. Сега нема да влегуваме, ама тука ќе електронски се аплицира. Напишано е што точно треба и не само што пишува до кога е дедлайнот за аплицирање, туку пишува и точно до која дата ќе има одговор. И овде можеме да ги најдеме, значи се е тоа јавно, преводите кои се поддржани. И ни се отвора документ во Excel. И кога ќе го отвориме, ќе видиме дека точно пишува која издавачка куќа од која земја аплицирала, колку пари побарала издавачката куќа, колку побарала за превод, колку побарала за печатење и колку се одобрени за превод, колку се одобрени за печатење. Значи, се тоа треба да биде експлицитно.
Значи овде не е тоа напишано. Имаме земја, издавачка куќа од таа земја. Ево овде имаме од Македонија, Магор, издавачка куќа, насловот на книгата, колку е побарано. И така натаму, значи овде пишува и колку се доделени за превод, за... Ова е некоја книга, веројатно детска книга, каде што нема толку превод, има повеќе илустрации. Инаку, вообичаено е да биде вака, како што е ова данска, значи за преведувачот се доделуваат најмногу пари секогаш. И тука е битно тоа што македонецот кој ќе се занимава со книжевен превод, всушност работи за странство. Тоа е за нас многу важно, затоа што работиме според стандардот на други земји, а не според нашиот стандард. И тука се појавува до некаде се појавува проблем што сето тоа оди преку издавачот, а издавачот нема да сака да му ги исплати сите пари на преведувачот. Тоа е типично македонски проблем, нели, кога е посредникот од Македонија и има такви случаи, например, јас што сум слушнал со колеги од Македонија, со колеги преведувачи, кои имаат работено, например, за програмата Традуки. Таа е добра програма која поддржува главно преводи од германската книжевност на јазиците во југоисточна Европа. Значи, конкретно тука би можеле многу добро да се пронајдат германистите. Но, таму Традуки, хонорарот за преведувачот го исплаќа директно на преведувачот. И јас имам слушнато за таква ситуација, кога Традуки му исплаќа на преведувачот, да речеме 12 евра за страница, не да речеме, туку за таа сума имам слушнато, а издавачот му вели, сега кога ќе ти ги исплати тие 12 евра, 6 се за мене. Значи да ги подигнеш од сметка и да ми ги донесеш. И потоа преведувачот, значи конкретната преведувачка била револтирана поради тоа и дури и си ги подигнала парите, си ги прибрала и дури го пријавила издавачот во Традуки. И потоа како резултат на тоа едноставно што се случува. Ете, издавачот може би ќе има некои последици, ама тој издавач веќе нема да го ангажира тој преведувач. И тука значи, тоа е таа спрега меѓу издавачот и преведувачот која е доста лизгава, да речеме. И сега ова, откако видовме како функционира во Чешка, би можеле да видиме, еве јас не сум влегол одамна овде, нашето Министерство за култура, влегуваме на англиски, ете, this part is under construction. И тоа е тоа. Значи, англиската верзија на страната на Министерството за култура воопшто не функционира. И не знам дали има смисла сега да пробуваме да влегуваме во македонската, затоа што странскиот издавач ќе сака да влезе во англиската, затоа што таму обично се содржат тие информации. И порано и кога не беше under construction, ако влезе човек на таа страна и некаде можеби како банерче од страната ќе види дека постои таква програма. Добро. Значи, ова начинот на кој функционира нашата програма, односно нашето Министерство за култура, оди на штета на македонските писатели. Ама не оди на штета на книжевните преведувачи. И тука во поглед на книжевниот превод, значи може некој да ми префрли дека оди на штета и на книжевните преведувачи, затоа што можеби некој книжевен преведувач ќе сака да преведува за странска издавачка куќа и тоа да преведува дела од македонската книжевност.
Ама да бидеме реални, тоа ретко се случува. Тоа се случува кога некој македонец живее подолго време во странство, живее 10-20 години, па потоа се нафаќа да преведува македонско дело преведен на јазикот, на странскиот јазик. Инаку, дури и кога јазикот го познаваме, да речеме, совршено. Јас имам некои јазици кои ги владеам на ниво C2. Ама јас не би се нафатил да преведувам македонски роман и мене некои ми велат, па зошто сам да не си ги преведеш романите. Но тоа не е правилно, затоа што книжевниот превод не може да се споредува со судски превод или со некој друг превод. Не може да се споредува ниту со устниот превод. Еве јас, например, преведувам во кабина, преведувам македонски-полски и преведувам и од полски на македонски и од македонски на полски, нели? Ама за да преведеш роман од македонски на полски, неопходно е да живееш подолго време во таа земја, да го доживееш јазикот, затоа што книжевниот преведувач треба да биде до некаде и писател. Значи, книжевниот преведувач, и познавам луѓе во Македонија кои се судски преведувачи за некој јазик, имаат лиценца извадено, имаат печат за судски преведувач, ама тие не се нафаќаат или се нафаќаат, ама не преведуваат добро книжевен превод, затоа што го немаат тој писателскиот талент, затоа што книжевниот преведувач мора да одредена мера да биде и писател, преведувајќи и да создава, нели, тоа е доста високо креативна работа. И само уште некои работи. Еве уште кратко нешто, па потоа ќе оставиме простор за дискусија. Во Македонија на нашиот пазар на книги имаме доста лоши производи, да речеме, имаме фалшиви производи, се соочуваме со нелекторирани книги, лошо преведени книги. И тука е важно тоа што, тука е важно прашањето кој сноси, кој е одговорен за тоа, значи кого треба да го обвиниме. И ние најчесто знаеме кој треба да биде обвинет, тука во зависност од грешките што ги наоѓаме во книгата. Значи имаме книга, имаме роман што не е лекториран добро и тука е виновен лекторот или издавачот можеби воопшто не е ангажирал лектор. А понекогаш се соочуваме и со лош превод и кога ќе додека ја читаме книгата, гледаме дека вината е на преведувачот, не на лекторот. Тоа најчесто не е тешко да се процени. Кога е вината на преведувачот, имаме лоша конструкција на реченицата, не тече мислата добро, некои реченици треба да се враќаме за да ги препрочитаме. И лекторот тука, кога е преводот лош, лекторот тешко дека може да ја спаси ситуацијата. Значи, ако е романот лошо преведен, да речеме од германски на македонски, јас како лектор не можам многу да постигнам, евентуално ако препознавам некои калки, па ајде да ги менувам, ама тоа е пак измачувачка работа за самиот лектор. Значи, лекторот многу пати ги менува тие калки, ги поправа, го поправа стилот, ама потоа му се смачува и вели тоа не е моја работа, тоа е на преведувачот. Моја работа е само да си ги поправам точките, запирките, печатните грешки. Затоа што и лекторите во Македонија се катастрофално лошо платени. Една лектура на, еве да земеме еден роман, лекторот најчесто се ангажира, понекогаш и не ангажираат лектора, кога се ангажира лектор се гледаат тој да го излекторира текстот за 25 до 30 денари за страница. И тоа не оди баш пропорционално со парите што ги зема преведувачот, затоа што преведувачот секогаш зема многу повеќе од лекторот. Не е ни 1:10 односот и затоа ја правиме оваа работелница за да им укажеме на студентите дека ова е добра професија, книжевниот превод е добра професија која може да биде исплатлива. И
И сега добро, за сега од мене толку, можам да се вклучам ако има нешто во текот на дискусијата. Так. Му благодарим на колегата, професор доктор Игор Станојовски. Мислам дека ја доближи целата процедура за тоа што значи книжевен превод од почеток до оној последен производ кој што стигнува до нас, а тоа е книгата. И навистина е така, честопати се соочуваме со многу лоши преводи и дури нам како на читатели ни се смачува, па знаеме да ја оставиме книгата и да не ја дочитаме. За жал тоа е вистината. Меѓутоа секако книжевниот превод е или самиот процес на преведување е процес на учење, заради тоа што можеби ќе се согласи колегата Игор додека преведуваш книга од друг јазик, се соочуваш со друга култура, се соочуваш со тоа со еден менталитет кој што е поразличен од нашиот, така што реално преведувањето значи процес на надоградување, процес на учење. Па нормално дека од некаде мора да почнат студентите кои ќе дипломираат, нормално дека ќе го научат, ќе го знаат јазикот многу подобро по петтиот преведен роман отколку она што било прво соочување, така е. Тука се и колегите, тука се и студентите кои што беа дел од книжевните работилници, секој нели на својата катедра. И она што им беше дадено како задача, претпоставувам убава задача, дека уживаа во тоа, беше извадок од романот првиот универзитетски ден на мојата ќерка од колегата Станојовски. Бидејќи не се договоривме која катедра прва ќе почне, јас би почнала со катедрата за германски јазик и книжевност и им давам збор на колегите кои што беа вклучени во работилницата заедно со нивните студенти. Повелете. Микрофонот ви е исклучен. Јас се извинувам. Добар ден на сите. Даринка Маролова, професор доктор Даринка Маролова. Повелете, колежка. Да. Ви благодарам за дадениот збор. Јас сега ќе ја поканам студентката Анета Илкачева, која што присуствуваше на работилницата на германски јазик, да ги презентира резултатите до кои што дојдовме при работејќи го преводот заедно. Повелете, Анета Илкачева, презентирајте ги резултатите. Добар ден на сите. Поздрав до сите. Јас сум Анета Илкачева, студент по 4-та година на катедрата за германски јазик и книжевност. Во следните неколку минути ќе ви ги испрезентирам заклучоците до кои стигнавме сите заеднички преведувајќи го краткиот извадок од текстот и до кои дојдовме сите заеднички. Се потрудивме при преводот колку што ни дозволуваа условите да се водиме по истата структура. Најмногу од се соочивме со граматичка промена при преводот, бидејќи македонскиот јазик е аналитички, а германскиот синтетички. Сега што значи тоа? Во германскиот, например, припадност можеме да изразиме само со додавање на една мала буква, или тоест значи користење на падежот, во овој случај падежот генитив. Додека во македонскиот јазик би морале да искористиме предлог на. Во граматичката промена се соочивме со промена во редослед на зборовите. Например, во германскиот јазик, кога го користиме сврзникот иако, обвој, глаголот мора да оди на крај, што кај нас тоа не е случај, имаме нормален редослед на зборовите. Исто така, глаголот ausweichen плюс датив се употребува со падеж, што во превод тоа кај нас значи одбегнува или некако да одбегнеш и користиме директен предмет. Исто така, факт е дека во германскиот јазик именките се пишуваат со голема буква, што кај нас тоа не е правило. Ние големата буква, например, ја употребуваме за сопствените имења и во некои други случаи или кога започнуваме нова реченица. Целни реченици, кога користиме, или сврзникот зада, кај нас користиме зада и употребуваме глагол кој менувам по лицето. Например, за да направам нешто, го користам лицето кое што зборува или за кое што објаснувам. Додека во германскиот таа конструкција се нарекува zu плюс инфинитив и користиме да изразиме некоја цел, го користиме инфинитивот. Германскиот јазик, можеби некој од вас знае дека е карактеристичен по големите зборови или така наречени сложенки, композита,
кој сметам јас лично дека се доста интересни и корисни во германскиот јазик, бидејќи еден збор можеме да го искажеме преку 2, 3 или повеќе споени. Тој феномен кај нас го немаме, можеби во ретки случаи. И пример за такви сложенки во нашиот превод беа универзитетскариере или универзитетска кариера, кај нас се состои од 2 збора. Универзитетштрасе, универзитетската улица. Исто така, како што напоменав, имавме транспозиција кај падежите, например со додавање на едно С или едно Р во германскиот, можеме да изразиме присвоеност, а тоа кај нас го правиме со предлогот на. Пример за тоа беше на мојата универзитетска кариера и додадовме само meine Universitätskariere. Од граматичка промена исто така имавме глаголи со деллив префикс или така наречени раздвоени глаголи, што тој феномен кај нас воопшто не се ни појавува. Пример за тоа ни беше глаголот избегнува, ausweichen. Тоа aus е тоа из, кај нас што го кажуваме избегнува, и тоа во германскиот јазик го ставаме на крајот на реченицата, што кај нас тоа не е случај. И имавме исто така промена од вербална фраза, ние имавме употребено номинална фраза во германскиот јазик. Во оригиналот имавме се плашев, а ние ја искористивме фразата во германскиот јазик, што во буквален превод би значила имав страв. Сега кога сме кај буквалниот превод, исто така, значи користевме и буквален превод, секако таму каде што нормално можевме. Например, броевите ги преведувавме буквално, 10 цен, исто така ги презедовме интерпункцијските знаци, например точка, запирка и така натаму. Друг пример за буквален превод ни беше и сега, und jetzt. Моравме исто така да искористиме буквален превод. Заемање имавме кога вршевме преземање на зборовите, например именката универзитет останува иста, интернационална универзитет. Нулта еквивалентност постои случаи кога не можеме да го преведеме секој збор и се обидуваме да најдеме најприближниот еквивалент за да излеземе, да не излеземе од контекстот и тоа што сакал да ни го пренесе авторот. Имавме значи празнини во нашиот речник. Например, во најстрогиот центар. Ако на германски кажеме строг, тоа би значило дека центарот е строг или дека е во лош како карактерна особина, па ние искористивме во средина на самиот центар, mitten im Zentrum selbst. Исто така, дозволено ни е да додаваме наши зборови, секако до граница да не излеземе нели од самиот контекст. Во нашиот случај го додадовме зога, зборчето, што значи дури. Во делот и по километар повеќе ние ставивме зога einen Kilometer mehr, дури километар повеќе. Исто така и selbst го потенцирав до самиот центар, бидејќи не можевме да ја искористиме придавката строг. Промена во синтаксичката структура исто така имавме. Во оригиналот имаше условна реченица, ако требаше, ние направивме промена, го преземавме ако, wenn, и ставивме придавка wenn nötig, ако е потребно, го користиме како фраза. Постои совпаѓање 1:1 или 1:2, 1:2 повеќе, во зависност од тоа во оригиналот ако имаме еден збор, колку зборови имаме во германскиот. Постојат некои зборови во македонскиот за кои во германскиот можеме да најдеме нели 2 или повеќе еквиваленти, а ние како преведувачи наша задача би била според контекстот да го употребиме најсоодветниот. Например, минатиот живот. За придавката минат можеме да искористиме 2 придавки во германскиот јазик. Voriges Leben и vergangenes Leben. Voriges би значило како претходен, додека vergangen минат или изминет. Па бидејќи тоа е некој претходен живот или не претходен, туку изминат, тој живот што веќе поминал, искористивме придавка што укажува на времето кое е изминало, тоест минат живот. За глаголот одлучува имавме превод 1:3. Значи во германскиот постојат повеќе глаголи кои се одвестуваат на глаголот одлучува. Можеби има и повеќе, но ние најдовме 3, значи entschließen, beschließen и entscheiden. Ние одлучивме за entschließen, бидејќи после долго размислување некој се одлучува нешто да стори. Beschließen го користиме кога после некоја официјална средба или конференција се донесува одлука за нешто. Entscheiden го користиме кога, например, имаме повеќе опции, например, црвен фустан или син фустан и се одлучуваш што да облечеш. Па во тој случај го
искористивме entschließen, бидејќи после долго размислување авторот се одлучува да се соочи очи во очи со универзитетот. Овој феномен се нарекува полисемија, кога за еден збор во оригиналот имаме повеќе преводни решенија, а наша задача е нели да се одлучиме за најпрецизниот како би ја доловиле мислата на самиот автор. Модулација, исто така искористивме и модулација. Тоа би значило менување на самата слика, самата гледна точка, самиот аспект, но сепак да не излеземе нели од контекстот. Ние во оригиналот имавме чело в чело, авторот дека се соочил чело в чело со универзитетот, и ние го заменивме со фразата sich Auge in Auge gegenüber stehen, да се соочи очи во очи со некого или да му дојде пред очи на некого. Чело в чело е фразеолошка фраза која има символичност и не користиме нели буквален превод кај нас. Во овој случај сликата за чело отпаѓа, метнуваме нова слика за очи со истото символичко значење, нели дека застанал пред универзитетот и се соочил. Ние му застанавме буквално на универзитетот пред очи. За крај би сакала да го прочитам преводот. In den letzten 10 Jahren wich ich Ihnen ein Vergleich aus, obwohl sich die Universität mitten im Zentrum selbst befindet. Ich kreiste, ging sogar einen Kilometer mehr, wenn nötig, nur die Universitätsstraße nicht zu überqueren. Ich hatte Angst vor der Universität, vor den Erinnerungen an das berühmte Ende meiner Universitätskarriere und vor den Erinnerungen an mein vergangenes Leben. Und jetzt, nach 10 Jahren des erfolgreichen Ausweichens der Universitätsstraße, entschließe ich mich, der Universität Auge in Auge gegenüberzustehen und meine Tochter an ihrem ersten Universitätstag zum selben Eigen zu bringen. Тоа би било се од нашите заклучоци за сега, кои што ги направивме. Ви благодарам многу на вниманието. И благодариме. Анета, ви благодарам и јас од мое име. Само да напоменам, ова беше само дел од преводот. Го одбравме тој дел кој што ни беше најспецифичен и најинтересен за превод, го одбравме нели тој да го искоментираме. Инаку Анета одлично го презентира сето тоа за кое што зборувавме на работилницата. Уште еднаш благодарам. Благодариме на професор доктор Даринка Маролова, под чие менторство работеа студентите на катедрата за германски јазик и книжевност, и на студентката Анета Илкачева. И навистина ова на германски мене ми звучи многу убаво, не знам колегата како се чувствува, ама веројатно дека текстот оживува на поинаков начин кога се слуша. Се чувствувам почестен и поласкан. Ви благодариме уште еднаш. Благодариме на колешката и на студентката. Сега би ги повикала колегите од катедрата за англиски јазик, кои што работеа под менторство на доцент доктор Наталија Кобзариева, доцент доктор Натка Јанкова Логјозовска, виш лектор магистар Билјана Иванова и виш лектор магистар Драган Донев. И тука заедно со нив работеа студентите Сандра Алексова, Марија Ѓошева, Марија Величкова, Марија Савик, Елена Трајковска, Благица Трајкова, Ивана Јованова и Сања Стојанова. Сега не знам кој ќе презентира, меѓутоа еве давам збор на колегите од катедрата за англиски јазик. Повелете. Добар ден на сите, јас сум Сања Стојанова, студент по англиски јазик, и јас ќе ги кажам заклучоците до кои дојдовме при преводот на текстот. Не наидовме на некои потешкотии при преводот, па заедно донесовме заклучок дека текстот е лесен за превод, затоа што е книжевен текст и имаме слобода во преведувањето, односно слободно преведуваме. Моравме да го запазиме редоследот на зборовите при преводот. Главно се користи past simple и past continuous при овој превод. Имавме потешкотии со фразеологизмот. Например, во македонскиот јазик постојат повеќе преводи, како што се чело во чело, лице во лице, очи во очи, но на англиски употребуваме само face to face, значи употребуваме една фраза. Имаме последователност на времињата, освен во случаите за минато време, имаме употреба на present perfect и present perfect continuous, затоа што тоа се минати действија што се уште траат. Техники употребивме транскрипција. Не е тежок текстот за да употребуваме други техники и разделеноста на зборот по слогови ние го сменивме со големи букви, односно кај ќерка ми употребивме my daughter со големи букви,
Потоа, наместо на ќерка ми, за присвојност користиме S, односно my daughters. И можем да го прочитам преводот. The clock in the kitchen shows 10 and 5. The sound of the shower comes from the bedroom. I sit and look one moment at the apples on the table, the next moment at the clock, and the next moment through the window. Then my look is on the wall calendar. Today is a special day, the 1st of September. Today my daughter is becoming a student. My daughter. And yet, while she takes a carefree shower, I am the one who feels nervous. I am the one who is afraid of the entrance doors of the university. I successfully have avoided them for the past 10 years, even though the university is located in the strictest center. I was circling, passing a kilometer more if I had to, just so as not to cross University Street. I was afraid of the university, of the memories of the infamous end of my university career, and of the memories of my past life. And now, after 10 years of successfully bypassing University Street, I decide to stand face to face with the university and take my daughter to the entrance itself on her first university day. My daughter surprised us all by choosing to study philology, although she was expected to study music. Only I understood why. The Music Academy in Lvov was with low achievements, and my daughter, not wanting to leave me, didn't decide for Kiev or Moscow. A super talented girl in two things, music and foreign languages, my daughter chose the second one. I have never ruled out the possibility that my daughter's amazing gifts may have a supernatural character and be related to her mother's hard destiny. Ви благодарам на вниманието. Сања Стојанова, ви благодариме за изнесените заклучоци. Сега ги повикувам студентите од катедрата за турски јазик и книжевност. Тука се студентките Сандра Илиева и Анастасија Чавдарова, кои што работеа под менторство на професор доктор Марија Леонтич и лектор магистер Ивана Котева. Повелете. Здраво и од мене. Како што кажавте, од нашата катедра работеше Анастасија Чавдарова, трета година. Сакам само да кажам дека многу одлично се снајде Анастасија, иако доправа, значи оваа година ја избира струката за преведување. Многу добро се снајде во преводот. Лесно беше и една само имам не забелешка, туку да кажам еве дека се среќаваме и со турцизми во текстот, односно сврзникот Д. Јас седам и гледам во девоја болката на масата, дево часовникот, ден из прозорецот, што на вистина еве Анастасија прво за тоа ме праша како да го преведам, викам Анастасија, тоа се всушност турцизми кои што нели се употребуваат и во нашиот јазик. Анастасија, повели, кажи ги твоите забелешки од преводот и прочитај го текстот. Здраво на сите, како што ме представи професорката Ивана Котева, јас сум Анастасија Чавдарова, студент на трета година на катедрата за турски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет. При преведувањето на овој извадок се внимава содржината од оригиналниот македонски јазик, соодветно да се пренесе на турски јазик, а при тоа да се сочува естетската убавина на текстот. При ова внимавав да се постигне еквивалентност на ниво на содржина и на стил, со цел читателот на преводот да се чувствува исто или слично задоволство како и пречитање на оригиналниот текст. Тоа представува најголем предизвик и највисока цел за книжевниот преведувач. Ова представуваше голем предизвик за мене, но благодарение на професорката Ивана Котева и професорката Марија Леонтич успеав да пробам и да се пробам во преведувањето на извадокот. Сега и ќе го прочитам преводот на извадокот. Mutfakta saat 10 5 gösteriyor. Banyodan duş sesi geliyor. Oturup D masadaki elmalara, D saatte de pencereden bakıyorum. Sonra duvar takvimine de bakıyorum. Bugün özel bir gün. 1 Eylül. Bugün kızım üniversite öğrencisi oluyor. Kızım.
Yine de o kaygısız bir duş alırken gergin hisseden benim. Üniversitenin giriş kapılarından korkan benim. Üniversite şehrin merkezinde olmasına rağmen son 10 yıldır ondan başarıyla kaçındım. Dolaşıyordum, gerekirse 1 kilometre fazla yürüyordum, sırf üniversite caddesinden geçmeyeyim diye. Üniversite kariyerimin rezil sonu hatırlarından ve geçmiş hayatımın hatırasından korkuyordum. Ve şimdi 10 yıl üniversite caddesinden başarıyla kaçındıktan sonra üniversiteyle görüşmeye ve kızımı ilk üniversite gününde girişe kadar götürmeye karar alıyorum. Kızım kendisinden müzik okuması beklenmesine rağmen filoloji fakültesini seçerek hepimizi şaşırttı. Nedenini sadece ben anladım. Lavov'daki müzik akademisi zayıftı. Benden ayrılmak istemeyen kızım ise Kiev veya Moskova'yı seçmedi. Müzik ve yabancı dillerde çok yetenekli olan kızım iki yetenekten ikisini seçti. Kızımın inanılmaz yeteneklerinin doğaüstü özellikleri annesinin sıkıntılı kaderiyle ilgili olabileceği ihtimalini asla göz ardı etmedim. Благодарам. Ти благодариме, Анастасија. Сега го прашав колегата Игор, го исклучив микрофончето за да не се слушаме, меѓутоа го прашав како се чувствува кога слуша и на турски јазик својот текст. Навистина, јас не сум автор, меѓутоа преубаво се чувствувам кога додека ве слушам, а претпоставувам дека колегата Игор е посебно воодушевен и ова на турски јазик звучеше навистина многу убаво. Да. Благодариме многу и на крајот ни остануваат студентите од катедрата за италијански јазик и книжевност, кои што работеа под менторство на доцент доктор Јована Караники-Јосимовска. Тоа се студентите Софија Иванова и Марија Коцева. Повелете. Добар ден на сите. Не знам дали се слуша. Би сакала пред се да ја поздравам оваа иницијатива, прекрасна иницијатива на колегите од Македонистика. На нас посебно ни е драго, затоа што оваа година нашите колешки од четврта година за прв пат ќе се соочат со предмет посебно фокусиран на литературниот превод, така што овој вебинар дојде на вистина како прекрасно подготвителна активност за овој предмет. Колешките има голем ентузијазам за оваа активност, ќе замолам сега Софија Иванова да ги пренесе нашите заклучици. Благодарам. Благодарам, професорке. Добар ден, јас сум Софија Иванова, студент на катедрата за италијански јазик и книжевност. Изминативе денови кога го преведувавме и го работевме, го обработувавме овој изводок, всушност наидовме на неколку, да речам, двоумења, кои што може да се најдат прилично во голем дел од текстови, но овде беа карактеристични. Пред се би почнала со една од речениците каде што, како што рече и колешката од катедрата за турски јазик, дево јаболкото, дево часовникот, дево прозорецот, овде имавме исто така мали недоумници на ниво на синтаксичко ниво. Понатаму имавме во делот за преводот, например, улицата универзитетска, каде што моравме да видиме дали ќе го преведуваме, дали ќе го задржиме така или дали ќе го транскрибираме. Понатаму имавме замена на некои зборови, каде што моравме да ги обработуваме на лексичко ниво со цел да се најде дали ќе биде тоа како беше фина инглориоза, каде што имаме како мојот неславен крај на мојата универзитетска кариера. Овде би преминала јас на преводот кој што го имавме. L'orologio in cucina indica le 10:05. Dal bagno viene il rumore della doccia. Sono seduto e guardo ora la lamella sul tavolo, ora l'orologio, ora attraverso la finestra. Poi do un'occhiata anche sul calendario da parete. Oggi è un giorno speciale, il 1° settembre. Oggi mia figlia diviene una studentessa. Figlia.
Eppure, mentre lei si fa la doccia tranquillamente, quello che prova qualche tremarella sono io. Quello che provo una paura delle porte d'ingresso dell'università sono io. Gli ultimi 10 anni le ho evitate con successo nonostante che l'università si trovi proprio nel centro. Giravo intorno, passavo 1 chilometro in più se fosse necessario, solo per non passare per la via universitetsca. Avevo paura dell'università, dei pensieri della fine ingloriosa, della mia carriera universitaria e dei ricordi della mia vita passata. E adesso, dopo 10 anni di raggiri di successo della via universitetsca, ho deciso di trovarmi faccia a faccia alle porte dell'università e di portare la figlia fino all'entrata stessa, al suo primo giorno da studentessa. Mia figlia ci ha fatto una sorpresa a tutti noi, decidendo di studiare alla facoltà di filologia, benché si aspettasse di studiare la musica come si aspettava. Solo io ne ho capito il motivo. L'Accademia di Musica di Lviv non era un'accademia forte e mia figlia, non volendo abbandonarmi, non ha scelto Kiev oppure la città di Mosca. La figlia, essendo una persona iperdotata di talento, sia per la musica sia per le lingue straniere, ha scelto per il secondo talento. Non ho mai escluso la probabilità che le virtù eccellenti di mia figlia fossero anche soprannaturali e che fossero legate al destino travagliato di sua madre. Благодариме многу, Софија. И повели Јована. Исто така и колешката Марија Коцева се вклучи. И двете работеат заедно на превод. Добар ден! Поздрав до сите, јас сум Марија Коцева од катедрата за италијански јазик и книжевност. Како што рече Софија, во текстот моравме да најдеме некои измени за да се прилагоди на македонскиот јазик. Пред се текстот беше лесен и разберлив за преведување и можевме веднаш да преидеме на работа. Јас при преведување се најдов предизвик во првиот пасос, во реченицата што ја спомна колешката Софија, гледам девоја болката, дево часовникот, Денис прозорецот, и најдовме решение со професорката Јована. Потоа од лексичко ниво се најдов предизвик при момент само да најдам реченицата. При преведување на реченицата и покрај тоа што универзитетот се наоѓа во најстрогиот центар, значи моравме да најдеме решение што ќе биде соодветно. Потоа исто така на лексичко ниво на последниот пасус за ова дарбите што се поврзани со мачната судбина на незината мајка. Тоа е. Благодариме, Марија, ти благодариме и тебе. Со Марија Коцева го заокружуваме делот со книжевната работилницата за книжевен превод и ми се чини дека ги исцрпивме предвидените содржини за овој вебинар на тема книжевниот превод како ваша идна професија. Час и 3 минути сме заедно на овој убав настан. Навистина, мислам дека бевме доста корисни, прво едни за други. Видовме дека навистина познавањето на странскиот јазик го прави човекот навистина многу побогат од тоа што е, а книжевниот превод рековме дека е всушност пресоздавање или давање нов живот на книжевното дело. Јас овде би го заокружила денешниот вебинар. Доколку имате нешто да прашате или да споделите нешто со професорот Игор, повелете. Доколку не, да си посакаме убав ден и уште многу вакви успешни вебинари. Мислам дека прашања нема, од тоа што гледам дека не се вклучува никој. Добро, почитувани колеги, професори, почитувани студенти, средношколци, ви благодарам што бевте дел од денешниот вебинар, што одвоивте дел од вашето време и се надевам дека во иднина ќе имаме уште вака успешни вебинари и тука сме, доколку имате ваши идеи,
споделувајте ги слободно со вашите професори, со вашите ментори. Во иднина тука сме да соработуваме и да организираме уште многу вакви успешни настани. Ви благодарам. Благодарам и јас на сите. Пријатно убав ден. Пријатно. Пријатно. Пријатно на сите. Пријатно.